Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Го славиме сошествието на Сесветиот и животворен Дух врз светите апостоли во вид на огнени јазици, по чија сила учениците Христови, светите апостоли Негови, стана и епископи. Се роди Црквата Христова. Па сите овие 3 дни го славиме и роденденот на Светата Црква Божја, чиј карактер е небозебен. Во Светата Црква Божја, времето на вечноста и времето на историјата стапуваат во брак, така што, како што виното во хемискиот процес на превирање созрева од шира во вино, така и времето на овој свет, под силата и действото на Сесветиот и животворен Дух, се преобразува во време на идниот век, во времето на вечноста. И секогаш, кога влегуваме во времето на светата литургија, влегуваме во времето на идниот век, а времето на овој свет го оставаме зад себе, на прагот од влезните порти во светиот храм, таму каде што ја оставаме и калта од нечистите чебли. Така очистено и телото наше, и душата наша влегува и го предвкусува идниот век. Несмртниот живот Христов, кој ни се дава при секое приоѓање кон светиот путир, за со него да се храниме и во него да се преобразиме, да станеме богови од Бога по благодат. Боголуѓе по благодат, малечки Христоси по благодат. Тоа е светата литургија, заедница на свети. Во светата литургија има еден возглас во времето кога се осветуваат честните и животворни дарови во реално тело Христово и во реална крв Христова, односно во реален Него Христос целиот. Светињата на светите. Кои се светите на кои што им се дава светињата? Ние собраните во светиот храм. Ние собрани околу Христа Господа под сводовите на светите храмови, кои што и со својата архитектура, таму каде што калотите се свиваат, имаме реално чувство на допирање на вечното време Господне и на тој мистичен брак на човекот со Бога и на историјата со вечност. Затоа денеска Христос ги собра своите ученици и на гората на блаженствата им ги постави новите законитости и правила на живење во Светата Црква Божја. Блаженство, 8 блаженства, според кои што еден христијанин треба да живее за да се издигне на тоа што може да се нарече вовет, исагогија или почеток во
духовниот живот и светоста Божја, а е запишано во Декалогот Божи, во 10 Божи заповеди. Да се каже дека е доволно да се испочитуваат 10 Божи заповеди, не е точно, браќи и сестри. Вистина е дека без нив не може да се стави вистински почеток на духовниот живот. Но стапалките од духовната лествица што му припаѓаат на Стариот Завет треба да се изодат за да се издигнеме потоа над нив и да влеземе во оној дел од духовната лествица која што ќе не одведе до целта на христијанскиот живот, на врвот од лествицата, таму каде што Господ, се милостивиот и човеколюбивиот, не чека со венец на славата своја, да го овенча нашиот подвижнички живот за живот во вечна и нераскинлива заедница со Него. Амин. За многу години. Твоему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум.
и да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, има нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, 20 вредовина за еднодавац. Едниот му должеше 500 пенази, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ке го милува. Само одговори и рече, мислам оној кој му повеќе ми прости. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твоето, ти ми вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми обли нозете и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти го возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.